Добро утро и од мене, како што кажа и моите колеги Александар и Јована, време е да го започнеме најновото издание на магазин. Денеска ми е навистина чест што ќе имам можност за прв пат од како им се случи да зборуваме за историскиот момент на Македонија како земја, за она најпозната трка 24 часа Леман. Тоа е едно навистина сериозно доживување за двајца наши мотоциклисти кои што успешно ја завршија ова трка, возеа 24 часа и откако малку се одморија, еве ги гости во студиото да позборуваме за овој историски момент кој што пред сега си го направија лично на самите за себе, а второ се разбира за Македонија бидејќи и беа представници на нашата земја. Што и како се помина, зошто оваа трка е толку многу важна во мотосветот генерално, ќе ни кажат и самите, и меѓу другото ќе ни откријат за како се функционира со овој спорт во Македонија и сите останати детали. Добро утро и добро ми дојдовте. Христијан Бозалковски и Синиша Кочовски. Кочовски без В, уствари, извини. Како сте, добри ли сте? Супер. Христијан, ти си кај нас. Редовен? И редок. Требаше да вежбам се бајле. Редок, ама и редовен гостин, ама Синиша ни доаѓа за прв пат. Морам да кажам на почеток, ти си еден од оние ретки скопјани кои што се оцелил од Скопје, значи обратно, и веќе пола од твоето функционирање си во Битола. Како ти е во Битола? Ти фали ли Скопје по некогаш? Па ми фали семејството. Тоа е највише ми недостига тоа. Градот сепак го напуштив пред 18 години и полека више сум адаптиран на Битола. Ти си веќе повеќе битолчанец. Да, реално, ако веќе ги мериме. И градот ми недостасува, меѓутоа највише семејството. Сигурно е многу помирно и поедноставно, или? Попуштено, нема гужва, нема брз толку живот како тука и понекогаш кога ќе се вратам на викенд или на недела дена тука, ми треба период да се адаптирам на цела ситуација. Така е. Христијан, зема ли возачка? Јас тоа се да дали положи? Не, се уште не, за жал. Значи човекот кој што прави историски момент на Македонија за мотоспортот нема возачка Б категорија. Не, Б имам. Б имам, а мора со повозрасен да вози. Зошто? Па, се уште мислам дека улицата не е безбедно место каде што може да се функционира со мотор. Тоа е една од причината, а втората причина е тоа што мислам дека кога отидам да полагам ќе ме бута неколку пати, како што е во случајот нели со кога идеш да полагаш за кола, значи 2-3 пати паѓаш фиксно. Така да можеби тоа е една од причините која што ме одвлекува од тоа да смогнам сили да положам за... Колку е тоа контрадикторно, некој кој што се појавува на најголемите мото трки во светот, да има такво чувство од тоа дека ќе биде неколку пати паднат. Па, ете, така беше и за кога полагав за кола. 2 пати паднав од некои причини кои ги кажа комисијата беа смешни. Сега да не ги кажам и тука да не се... Па може да се насмееме што? Паднав во принцип, агресивно сум го држал воланот. Сериозно? Да, ја не знам како е тоа агресивно држање на воланот. Ако возам мотор, што ќе ми кажат? И за многу си го стискал? Најверојатно, може се го искривил. Така да, ја викам, кога ќе биде некоја комисија спремна да возиме заедно, и ако они ме надмудрат во возењето, ако јас направам грешка која што стварно е грешка, а нема да биде од типот на ајде да те насамариме, ние ќе возиме 1 на сат и вози 22 на сат па да влезе нека кола ми го нас или слично, од типот агресивно турирање на моторциклот или пуштање на кумпнува, така да кога ќе дојде момент на вистински кога јас ќе осетам дека треба да положам и дека е секој што треба, можеби ќе положам, можеби не. Не ветувам. Како и да тоа не те спречува за апсолутно на сите овие трки кои што ги имаш, така да тоа е најважно на крајот денот. За да се надпреваруваме не ни треба возачка дозвола, затоа што на патеката нема сообраќајни знаци, семафори кои што треба да се почитуваат. Наменско место е за трка. Таму има други правила кои што треба да се почитуваат, така да возачката дозвола не ми од некоја голема
потреба. Така, изгледа и тоа ќе биде историски момент. Како Бузалковски, како шампионот Па ќе најавиме сигурно. Во мотори полага. Ќе полага, треба на емисија. Може со тоа треба со камери, со све со публика, со сепак информираш, тука сме, затоа сме ние медиумите да може да биде, добра приказна ќе види тоа. Па да видиме дали стварно го држиш агресивно воланот. Како се поминавте во Франција? 24 часа Леман. Ке ја објасните сега точно ова трка, може да звучи збунувачки како тоа 24 часа се вози, ама тоа стварно е така. Сега како е тоа на терен и во пракса. Ти поче си постане. Значи се работи за светски шампионат на преварување, која не е само 24 Леман, туку е првенство во кое се вози 8 часа, моментално втора рунда е 8 часа СПА во Франција, Сузука 24 сати или 8 беше? 8 часа Сузука во Јапонија и завршува со Болдор 24 сати во Франција. Се работи за надпреварување, кое е конкретно за 24 Леман. Значи имаме тим во кој учествуваат во нашата класа 4 возачи и возат еден мотор и се менуваат на 1 час. Тоа значи ти возиш саат време, па се менуваш со Кристијан и така натаму. Интересно е што во тимот од 4 всушност не мора да сте сите од истата земја. Да. Односно нели вие имате соиграчи од други земји. Така, ние влегуваме во тим, и сега тимот си одредува, пример, кои возачи од каде ќе бидат. Тоа е нека политика на тимот, која што, нели, ти треба да испратиш претходно. Во нашиот случај ние испративме наше CV, наше портфолио, каде што имаме извозено кои шампионати ги имаме извозено, кои времиња ги имаме направено на одредени патеки кои што се попознати во Европа и во светот, така да они најверојатно го согледаат тоа и видоа дека можеме да бидеме ние дел од нивниот тим. И бевме ние двајца македонци, еден чех, кој што е и негов тимот, 80% ако не и 100% од тимот е негов, и уште еден возач беше од Франција. Така да се споивме, имавме добар тим, бевме многу добри се додека не почне трката, бидејќи настанаа многу лоши услови. Организаторите кажаа дека до сега во историја на Леман на волку тешки услови не возеле. Што значи тешки услови, не се појави времето? Многу врнеше дожд. Стварно? Многу врнеше дожд, имаше многу поле на патеката. И кога заврна, на почетокот врнеше со помал интензитет и патеката беше буквално лизгалица. Во првиот саат имаше околу 60 пада. Што е тоа е многу. Доста голем број на падови за толку кратко време. На почетокот бевме 9 во нашата класа, значи на светски шампионати да бидеш во првите 10 е преголем успех. Мислам дека доколку условите беа подобри, можеме да се бориме за топ 15, затоа што потоа имавме малку незгода, он падна 2 пати, јас паднав 2 пати, французот падна исто еднаш и тоа не одзеде многу време во пит стопот, затоа што треба моторот да се донесе до пит стопот, а во овој шампионат бидејќи е неиздржливост важат оние правила, доколку паднеш мора сам да се ватиш до пит стопот, мораш сам да го буткаш моторот, не сме да ти помогне никој. Да прелетаат од страна на помош. Не, они влегуваат од страна, само те вадат од песокот, затоа што заради безбедност, ако не де Боже некој друг клизна, да не те уди, да не настане поголем проблем. А потоа они одат до тебе, се цело време до тебе, ама и самите кажуваат дека сакаме да помогнеме, но не смееме затоа што кога допре некој друг моторот, а да не е тоа возачот, те дисквалификуваат автоматски. Значи тоа е прилично строго. Да, многу строго. Па јас имав момент, имав лоша координација со тимот и ме оставија уште 3 круга на стаза и ми изгасна моторот за гориво и па може километар и пол туркав и никој, мислам... Пешки. Да, се трчаш, се бориш да однесеш во бокс и имаше човек што трчаше со шишенце со вода, нели да не
да не ти биде лошо или да не дехидрираш во моментот. Тој трча до тебе, да, ама не може да никој да допре моторот. Тоа правило само ако паднеш и моторот на земја, само може да ти помогне да кренеш на да исправиш моторот и толку. Не сме никој да ти помогне. Прилично строго, не знам како е се споредено со други надпревари, други трки или не е до толку? Па ја мислам дека до сега ние двајца, мислам настапувам исто и на Алпе Адрија, на FIM Europe, на европски шампионат. Ама овде правилата беа страшни. Најстрашни, веројатно па од друга страна беше некој некој важен за предизвик. секој, и за возач, значи не смееше во падок да влезе никој без легитимација. Значи ти како возач ако не те легитимираат, не можеш да влезеш во просторот кај што се боксовите и Таму нема само да прашам. Нема тоа. Јас сум најбрз, ние сме први, нашиот тим е најбогат, нашиот тим е најсиромашен. Нема точно. Тој ти го става кочето штрак, ако не те штракне, дека не ме интересира ти кој си. Тоа е сосема друго ниво на организација. И веројатно за тоа па и оваа трка е толку многу посакувана. Или веројатно самите квалификации и начинот на кој што ти може воопшто таму да припариш, ако може така народски да се изразам, се многу строги. Па нормално, ние пративме CV како возачи со резултати и имавме неофицијален тренинг со тимот. Имаше граница каде што треба да се квалификуваш како возач. И на тој тренинг ние забележавме одлични времиња за прв пат на стазата. Имаше исто така човек од Франција, каде што не сам се обиде човекот, ама не даде време кое ќе може да се квалификува и одма го заменија со друг возач. Значи не може да пуштиш едно CV и да отидеш на светско. Така. Или не може да платиш и само ја платив и сега ќе возам. Доколку не се квалификуваш? Сепак се работи за светски шампионат, значи има тимови, фабрички тимови од Honda, од Yamaha, од Kawasaki, од BMW, значи луѓе од фабриката каде што го надоградуваат моторот на таа трка за новите серијски мотори наредна година. Значи се работи за фабрички приватни тимови. Вау, значи ова е некако шлагот во мотоспортот, да може како што е MotoGP, така да кажеме. Така и ова. Имаше шофери што возеле за MotoGP од Superbike, светски Superbike, од сите тие луѓе што сме ги гледале на телевизија. Што сме навивале за нив, сега гледаш на стасата и поминувале. Чекај да се сликам. Майкл Данлоп беше на Isle of Man 29 пати, 29 победи што има човекот. Не знам дали се слушнале, таа трка низ улици во тоа е најопасната трка во светот. Да, и тој исто учествуваше. Интересно, кој број беше моторот? 82? 82. Зелен? Тој беше зелениот? Да. На сликата? Намерно некако... Па тоа си е мотор на тимот. Или тоа си мотор на тимот? Да, најверојатно тимот има колаборација со Kawasaki и затоа го возевме тој бренд, и затоа и моторот беше во таа боја. Си имаше приватни спонзори од тимот. Ние имавме можност да додадеме и мали рекламни материјали од нашите спонзори од Министерството за спорт, оние кои што не поддржаа за оваа трка. Ама во глобала поголемиот дел од моторот, од бојата и од спонзорите беа на тимот. Интересно. И вака успеавте да ги имате сите впечатоци што всушност ви се случи, бидејќи претпоставам дека додека бевте таму прилично технички ви беа размислувањата, нели? Стратегија како да се извози така натаму. И сега откако се вративте, дали сте свесни што направивте уствари и каде бевте, на кој настан учествувате? Ја мислам дека уште не сме на 100% свесни што и како сме направиле, затоа што можеби јас ќе кажам лично за мене пак сигурно и он ќе се согласи со мене, ние многу поскромно гледаме на работите. Ние пример не бевме свесни дека скоро целиот Балкан навиваше за нас.
Значи ние се враќаме дома, леле дечки, браво, кај бевте, што направивте? Коментаторите на Евроспорт срби не испочитуваа огромен респект за Македонија. Ова се првите двајца македонци кои што настапиле со тоа што треба да се земе фактор дека од 70-те некоја година само 5 луѓе од Балканот настапиле на овој светски ендурен шампионат, од кои двајца се македонци, така да и тоа овие македонци. Овие мене. После ќе си направиме слика, после емисија без слика ништо не погубува. Така да многу луѓе не испочитува и многу луѓе ја гледале и ја прателе трката и тоа е навистина ние не бевме свесни дека толку многу луѓе ќе не испратат тие 24 часа. Баш вчера се видовме прв пат после трката и вика брат, одам вика низ битоли, рандом вика луѓе ми се зоват, те гледавме на Леман, браво што направивте овој успех за Македонија. Веројатно не сте навикнати на толку голем фидбек, на тоа дека ќе се следи. Можеби кај нас не е нешто што е многу популарно, нели, не е фудбал, не е кошарка и така натаму, ама веројатно после овој настан па сваќате до каде сте стигнале. Па нормално ни дава и поголема мотивација за понатаму. Ние бевме изненадени зашто до сега сме немале таква поддршка и од медиуми, и од луѓе, колеги ваши, и од рандом луѓе што не гледале. И интересен момент беше што доста луѓе не пратеа што не се занимаваат со тој спорт. И добивме голема поддршка и баш ми е драго. Интересно, сега значи во битола си главен. Не има ли привилегија после Леман трката? Тоа ме интересира. Не сум тип некој што сакам да бидам главен. Мислам да се представам како главен, ама нормално дека добро ти доаѓа кога ќе слушнеш дека си дел од нешто, од некој настан, некој убав настан за нашата држава. Како не посебно дека некој те забележал дека нели си таму и дека нешто нешто ние двајца што сме се бореле таму за сепак се работи за екстремно ризичен спорт и многу треба да се вложи труд за да се успее да постигнеш некој резултат. Така имате по 2 пада како што спомнате. Знае тоа да ве исплаши или веќе навика едноставно е дел од работата? Па, според мене тоа е составен дел од овој спорт. Тоа исто како не знам, фудбалер да не очекува дека нема да свитка с глоб или да нема да извади колено или нешто слично. Така да и во овој наш спорт падовите се составен дел. Ти ако очекуваш дека никогаш нема да паднеш или ако очекуваш дека ајде сега да не падам, ако се плашиш, ако се стегаш, подобро паркирај го моторот дома у гаража, покри го со прекривка и нека стои бар, нема да се замараш од тој аспект. Ние сме помирени, пак ќе кажам, аз ќе кажам лично мое видување на тој сегмент, а ќе се надам дека он ќе се сложи. Ова ти го прави цело време. Јас ќе кажам за мене, ама сигурно ќе се сложи. Па да не се повторува. Јас пример паднав на вечерта, јас паднав 3 пати, ама 2 пати на трката. 2 пати му се броја. Јас паднав вечерта во 2 по 7 градис, а? Да, во четврток вечерта на ноќниот тренинг паднав, а во петокот го подобрив времето на квалификација. Реално не постои нормален човек што не се плаши. Или стравот е чувор. Меѓутоа, тоа е нешто што треба да се соочиш. Така се сложи. Гледаш овој пат и Христијан се согласи. Многу е битно да се вратиш, да сватиш кај си сгрешил и да пробаш да се поправиш, да дадеш подобар резултат. Така, моторот што го возите, всушност тогаш прв пат се среќавате со него, нели? Тоа ме интересира, дали е истото како со автомобил, со велосипед или со било што ви треба малце време на навикнување, поразлично, нели? Па моторот беше сосема различен, затоа што мора да има специјален резервар, кој што ќе собира 23 или 24. 30 литри? 30 литри. 30 литри. Ја мислев 23. Да, 30. Значи уште повеќе резервар. 30, а пример нашите мотори собираат 17 литри. Сега резерварот е поголем, седењето на моторот е повисоко. Ти треба време да се навикнеш. Нели е тоа малце тешко за толку кратко време ти да се навикнеш на нешто со што ти треба да возиш? Па можеби на другите тимови кои што цело време возат на такви шампионати имаат повеќе и патеки и моменти каде ќе прават тренинзи и прилагодување на моторите, можеби на нив да.
Но меѓутоа ние кога доаѓаме не знаеме дали повторно ќе имаме шанса за ваков шампионат, така да мораме да искористиме во тие 3 до 4 до 5 сесии да го извадиме максимумот, а при тоа да не одиме во оној претеран лимит на 100%, да не паднеме и да не бидеме преспори. Значи мора многу брзо да ја најдеме таа некоја па и над средина, ќе ја кажам, над просек, за да бидеме добри, за да тимот не рече вие сте спори, ќе бараме други возачи, како што во првите тренинзи беше тоа со возачот од Франција. Аха, значи тоа може таму да стигнеш, да бидеш избран и на крајот самиот тренинг да сватат дека ти не одговараш, па да те заменат. Значи реално до крај не може да знаеш, нели дали па сега до првите квалификации. До првите. Значи не смееш да направиш 110% повеќе поспоро време од првиот возач во класата. Ако имаш 112%, ти автоматски не се квалификуваш. На официјалниот тренинг си одиш дома. Джабе патот. Притисок тоа реално во главата од старт, самата квалификација веројатно. Тоа беше најголем притисок, затоа што успех на оваа трка е само да се заврши. Затоа што многу тимови кои што ќе се квалификуваат, па не ја завршуваат трката, затоа што ти треба да извозиш во нашиот случај 4 возачи по 6 тинта. Значи тоа се 6 сати ти треба да возиш со полна брзина, возиш попладне, возиш во ноќ, возиш наутро, кога се условите се константно измешани, не можеш да најдеш на некоја пример на спринт трките, знаеме пример во 2 сат ќе биде 25 степени, трката трае 25 степени, тие 30 минути, тоа е тоа, но вамо е многу по-чудно и по-тешко и мораш да ги истераш сите тие работи за да ја завршиш трката и да го добиеш овој медал. Така да притисокот е сериозен. Покажем овој медал кога веќе го опа. Ко спомнеш, зборувајте ви. Зборувајте, јас само да го следам. Ајде, може тука на ова камера. Како се функционира 24 часа без сон, без нормална исхрана и така натаму? Како треба да си подготвен физички и психички за да се издржи ова? Тоа е сериозно. Мислам, да се ставиме во ситуација да не спиеме 24 часа, веќе не функционираш едноставно, мозокот не ти функционира. Како вие успевате, бидејќи нели бара многу концентрација? Едноставен пример, комшијата гледа ја седа цела трка и заспал. И вика, вие сте вика луди, вика јас вика гледам, вика до 5 сат са бале, вика и не може вика. Ја викаме ти кога си легна, викам не излеговме спин вртевме перен сат. Како тоа? Реално не се 24 сати, се повеќе. Повеќе? Зашто ние станавме утрото во 8. Да. Се припремаме за warm-up сесија, загревање од 15 минути. Таа беше негде околу 10 часот. Да. Завршува warm-upот и почнеш да се спремаш за трка, а трката почна во 15 часот. И завршува другиот ден во 15 часот. Така да буден си повеќе од 24 часа, ама моментот, нели, и прво треба многу физички да се спремиш за тој настан, после психички. И кога си добро припремен физички, нели, психата те држи на добро ниво и успеваш моментот, адреналинот, притисокот не ти дава баш комфортна зона за спреш. И случајци од време, не размислуваш на време, веројатно само гледаш само до се кај спремаш, си. Имаш завршува со сесија, завршен како да што треба да се храниш после стинто. Што јадевте измеѓу тоа ме интересира? Ја не јадев ништо. Ништо? Каснав едни макарони ми направија суви. Тоа намерно или нема со... Да. Не па Ние постевме. Да, ние цела трка истерахме на пост. Без масло, да. Аха. Цел пост. 7 недели колку беше пост. Вие сте стварно шампиони во секој поглед. Екстремни бевме. И во петокот бевме само на вода. Да. Без храна, без ништо. Он го тераше до 12 само на вода, ја до зеди сонце, до 9:30, до 10, таму 10 сат се снимам. Таму 10 Вау. Ама кога заврши, што прво направивте кога заврши трката? Макдоналдс. Стварно. Добро, да се вратат од на калории. На посебни маси. На другата страна. Синиша, ти прв пат на кратко само интересно е тоа да приказна што никогаш во животот не си возел
мотор и некаде пред 5-6 години за прв пат пробуваш и еве си, нели веќе си на ваквите трки. Како се одлучи на таа возраст да пробаш за прв пат или ти беше некој предизвик, нешто како ново искуство? Добро, не можев да почнам јас, нели, во склоп на околности како помал, да почнам да се занимавам, да возам мотори, не сум имал таков услов. И првиот момент кога ми се отвори шанса да имам мотор од таков карактер, почнав да возам по улица на настани, меѓутоа не се чувствува баш безбедно и не беше тоа нешто каде што јас се гледам. И сакав да осетам стаза, да видам кои се таму предизвиците и кога отидов таму, прекинав да возам мотор по улица и почнав. Ми се роди желба за да почнам да се натпреварувам. Не кажи го првиот тренинг како да ти помне. Првиот тренинг отидов, паднав, се вратив во дома. Моторот со оштети, чекав делови да го склопам. Го склопив се за на стаза, викам сега ќе почнам малце професионално. Го собрав моторот, отидов пак во Грција на Серес, на патеката и пак паднав. И се вратив дома, нели, во тој момент си буквално скршен, разочаран. И сите очекуваат да кажеш Се откажуваш. Продај моторот и почни да се занимаваш со нешто друго. И тогаш ми се јави желба. Баш тој еден човек што до денес ме поддржува, ми вика да не продај го моторот, ова е ризична работа. Доста е демек возење. Си извозе. Не, ќе почнам, сакам наредна сезона да се натпреварувам. И така почнам приказка. Интересно. Како беше на 2 пати падни па стани? Ама за таа па 2 години источноевропски шампион. Да, 2 пати. Претпоставам дека си горд со ова титула и од денешен аспект веројатно си свесен дека не си сгрешил што не се откаже покрај првите 2 неуспешни возења. Да, точно така. Интересно. А кои се следните предизвици? Што после Леман? Има ли нешто друго вака предизвик? Искрено предизвикот типот на шампионати и на рангови, мислам дека ова е врвот кој што го достигнавме и ова беше сонот на нашата кариера, затоа што во многу емисии и претходно сум зборувал дека целта ми е доколку некогаш имам можност да настапам, да се квалификувам и да излезам 24 часа од овој светски ендуранс шампионат, без разлика дали ќе биде Леман, дали ќе биде Болдор, дали ќе биде 8 часа спа. Целта ни беше да имаме едно појавување на светски шампионати, да оставиме уште една историја во брзинскиот моторциклизам, затоа што ние бевме првите кои што отидовме на Алпа Адри интернационалниот шампионат, бевме првите кои што отидовме на FIM Europe, тоа е европски шампионат, шампионатот европски ранг, бевме 3-4 место, што исто така е историски успех. И сега целта ни беше да настапиме до крајот на нашите недели, во текот на нашите кариери, да настапиме на ваков шампионат од светски ранг и ете, благодарение на Бога да се наместија коцките и успеавме да отидеме и да се квалификуваме и да извозиме и да се вратиме дома со ваков медал. Одлично, уште еднаш ви честитам, многу ви благодарам што 9 денеска и двајцата ме бевте гости, да се гледаме зубави работи и имајте нови предизвици. Благодарам. Чулте Господ. Така, во продолжение, односно за крај на денешното издание на Магазин, ќе го слушаме Јоко Танески, Една љубов имам. Одамна не сме го слушнале Јоко кај нас, а останете на сите затоа што има што да гледате.